За 3 дена истекува рокот за поднесување годишна даночна пријава. Обврската не се однесува на лицата кои оствариле приход во 2013 година единствено од плата, пензија, земјоделска или самостојна дејност. А треба да поднесат пријави оние кои имале дополнителни приходи лани. Тоа се сите физички лица кои што во текот на 2013 година остварили приходи по основ на издавање под закуп на деловен простор, стамбен простор, викендица, опрема, превозни средства, доколку имале склучено некој авторски договор врз основа на кој им бил испратен одреден паричен износ, односно хонорар, доколку оствариле приходи по основ на учество во дивиденда или камати по основ на заеми за правни и на физички лица, доколку оствариле капитални добивки од продажба на хартии од вредност, учество во капитал, остварена развика од продажба на недвижен имот, доколку оствариле добивки по основ на остварени добивки од игри на среќа, спортско обложување, лото, доколку имале некои лични примања остварени во странство, работно биле ангажирани во амбасади, мисии од меѓународни организации или странски организации и така наречена група на други приходи. Во тој случај секој од овие физички лица е должен покрај податоците што треба да ги искаже остварени, значи приходи по основ на плати, во даночната пријава да ги искаже и овие дополнителни приходи, односно популарно наречени екстра приходи. До сега, до регионалната дирекција на управата за јавни приходи во Тетово поднесени се 7000 пријави. Ние како управа за јавни приходи морам да кажам дека сме исклучително до овој момент задоволни од тоа како даночните обврзници ги исполнуваат своите обврски. Со денешен датум имаме примерно негде околу 7000 такви годишни даночни пријави на ниво на регионална дирекција. Бројката очекуваме оваа година да се движи некаде во процент на бројката остварена во изминатата година, кога имавме негде околу 9500 даночни пријави. Значи во овој законски рок до 15 март очекуваме таа бројка да достигне бројката од изминатата година и да ја надмине. Доколку обврзникот не поднесе годишна даночна пријава, може да се соочи со парична казна, вели Веселиновски. Годишните даночни пријави како образци можат да ги подигнат во секоја организациона единица на нашата регионална дирекција. Исто така можат да ја превземат од интернет страницата на УЈАП, истата е бесплатна и навремено да ги пријават своите дополнителни приходи. Непопуларно исто така е, меѓутоа мора да се каже дека за сите даночни обврзници кои што нема да ја исполнат својата законска обврска, односно не достават даночна пријава со погрешни податоци во кои што нема да бидат искажани комплетно екстра приходите што ги оствариле, управата за јавни приходи за таквите лица ќе изрекува казни глоби кои што се движат во висина од 500 до 1000 евра во денарска противвредност. Рокот за поднесување годишна даночна пријава за остварени приходи во 2013 година истекува во сабота, 15 март.